Продолжување на пристапниот процес со усвојување на уставни измени, динамизирање на реформите, особено во делот на владењето на правото и јавната администрација, задржување и неотстапување од европскиот курс. Со тие клучни пораки денеска во Скопје настапи Франк Валтер Штајнмајер. Шефот на германската држава во двата јавни настапа, покажувајќи осет за чувствителноста на прашањата поврзани со македонско-бугарските односи, но истовремено и без вообичаените дипломатски задршки, ги исцрта очекувањата на Берлин за земјава во наредниот период. Според Штајнмајер, со членството во НАТО и процесот на пристапување кон Европската унија, Северна Македонија донела клучна одлука за правецот во кој ќе се движи, кон иднина во мир и слобода. Вашата земја се наоѓа пред една важна одлука, дали преку промена на уставот ќе го отвори патот за отворање на поглавјата во поединечни области, како што се економската политика или владењето на правото. Јас сум тука за да ве уверам. Свесен сум дека Северна Македонија на својот пат кон неу се соочи со потешкотии, дека довербата на луѓето во Унијата беше оптоварена со договорот од Преспа, но вие дадовте пример дека може со политичка волја од две страни да се надминат долгогодишни политички проблеми. Ви благодарам и за вашата прагматична соработка за компромис за зајакнување на добрососедските односи со Бугарија. Убеден сум дека овој став на крајот ќе се исплати. Останува важно Северна Македонија да го задржи реформскиот процес. Во тоа можете да се потпрете на германската поддршка. Очекува фокусот, особено во ситуација на војна во Европа со руската агресија во Украина, да биде кон иднината каде земјава ја гледа како рамноправна членка на ЕУ, чекор со кој, како што вели, Унијата ќе биде збогатена. Посакува Северна Македонија што е можно побрзо да го заврши пристапниот процес, но дали тоа ќе биде во 2030-та, како што се надева владата, вели дека никој не може со сигурност да каже. Домаќинот, председателот Пендаровски, уверен дека ако се зависи само од европските критериуми, земјава брзо ќе ги изоди преговорите. Јас ве уверувам, затоа што го знам нивото на подготвеност на мојата земја во однос на европските интеграции. 17 години ние се подготвуваме практично за овие преговори. Тоа е најдолг период на подготовки на било која држава во историјата на Европската унија. Ние сме, не е тоа неразумно тврдење, ние сме најдобро подготвениот кандидат за членство во историјата на таа организација. Тимовите за секое поглавје се направени уште пред деценија и половина. Така што јас сум уверен, ако процесот на преговори со Европската унија не биде базиран на историја или предоминантно на историја, ако биде базиран на реалните европски критериуми и вредности, ние ќе ги завршиме во рекордно време тие преговори. Пораката за потреба од уставни измени Штајнмајер ја повтори во собранието, пред оние кои треба да гласаат, пратениците. Протоколот со Бугарија и потребните уставни измени, овие теми ги засегаат граѓаните зашто се прашни од национален идентитет, јазик и култура. Сигурно е правилно овие дебати да се водат со страст. Сметам дека можете самите да ги водите овие дебати. Вие самите одредувате што ја сочинува вашата земја. Вие решавате како треба да изгледа македонскиот идентитет денес и како тој треба да изгледа во иднина. Онака како што го правите во вашата земја од пред 30 години, онака како што тоа го формулираше македонскиот писател Блаже Коневски кога кажа јазикот е нашата татковина. Мојата молба до вас, пратениците и до граѓаните, да продолжите напред по патот на пристапниот процес. Не скршнувајте на последните метри. Кај уставните измени станува збор за повеќе од собирање поени во внатрешно политичка дебата. Посетата на Штајнмајер на Македонија, прва на германски председател поречиси 15 години, се случува во пресред на 30 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу двете држави. Тој е третиот германски председател што дошол во земјава. Пред него тоа го направија Роман Херцог и Хорст Келер. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.